Јас сум Виктор Василевски од Скопје и сум представник на скејтерската заедница во Македонија, каде што и сум председател на Сдруженијето на скејтери во Македонија, каде што посегнавме по една иницијатива да направиме еден скејт парк со современи стандарди и безбедносни димензии, каде што го аплициравме во општината Кавадарци и заедно со градоначалникот Митко Јанчев земавме чекор, почнавме со работка за скејт паркот. Го направивме според сите стандарди и многу се смеки што гледаме многу деца, можеме да организираме многу светски надпревари овдека, собиранки, дружба и скейтбордингот исто така да кажам дека е веќе олимписки спорт. Требаше оваа година, но поради короната го презакажаа за 2021. За во Токио се надеваме дека еден ден од нашата држава некој дете младо каде што ќе има ваков скејт парк со сите стандарди да вози и да можеме да го поттикнеме да тренира, да биде добар и да го носиме на Олимпијада. Здраво, јас сум Ристенче Јаневска. Најнапред од се сакам да му се заблагодарам на Петар Вагнер кој е иницијатор на овој проект и исто така и на градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев и на швајцарската амбасада кој што го финансира овој проект. Со изградба на овој проект младите имаат можност да стекнат и да развиват нови вештини, исто така да запознаат нови другарчиња и слободното време да го поминуваат тука, односно на скејт паркот. Со тоа исто така се поттикнува и развој на нов спорт, односно на скејтбордингот. И може да кажам дека гордост ми е што едноставно сум дел од овој проект тука. Тука убаво е и во каче убаво е и секој ден тука идам со мама. Да, после школа идам тука. После секоја школа која ми завршува, идам тука, споменувам убаво и да се дружам, по некојаш и ги викам другарчињата. Денеска на наше задоволство сме тука заедно со шведска амбасада, со Министер за локална самоуправа и Плански Вардарски регион директорот. Тоа сите инволвирани странки кои ќе учествуваа во овој проект, односно заедно со шведската амбасада, со Агенцијата за соработка и развој, Министерството за локална самоуправа и Плански Вардарски регион, заедно со општина Кавадарци, од инвестиција ми чинете околу 7 до 8 милиона денара, го направивме овој скејт парк во комплексот на спортскиот центар Јаспин во Кавадарци. Искрено кажано, јас како млад човек, како градоначалник, во почетокот малку бев скептик за овој малку поадреналински спорт. Меѓутоа општина Кавадарци покажа дека има деца и дечиња кои што сакаат да скејтат и кои што сакаат да го практикуваат овој спорт. На наше задоволство веќе е во функција од 2 недели. Имаме тука маса на деца, повеќе од 40 кои што веќе професионално се занимаваат со оваа спортска содржина, која што не е вообичаена за нашите предели региони, така да мислам дека е прав погодок и оние форуми и анкети кои што ги имавме пред објавување на проектот, кој ќе покажа дека треба скејт парк, значи ева оправданоста е во целост. Министерството за локална самоуправа со финансиска помош на Агенцијата за развој и соработка од Швајцарија вложува во југоисточниот плански регион. Во Кавадарци ова е еден проект кој што е наменет за најмладите или за помладите генерации. Јас се радувам што тука навистина гледам многу деца во скејт паркот. Ова е еден адреналински спорт кој се разбира придонесува нели за психофизичкиот развој на најмладите. Сметам дека во иднина ќе продолжиме со ваков тип на инвестиции, односно заедно со помош на програмата за регионален развој, како и со швајцарската агенција, да придонесуваме и во областа на туризмот и во областа на разонодата и рекреацијата на младите. Швајцарската развојна агенција е присутна во нашата држава од 1992 година. Го поддржува регионалниот развој поинтензивно изминатите 6 години во соработка со Министерството за локална самоуправа.
Оно што е клучна важност е дека кога се дефинираат и идентификуваат проектите кои што се инвестираат во регионите и во општините, секогаш одиме со принципот на партиципативност. Именно учеството на граѓаните во одлучување за тоа во што ќе се инвестира е клучна вредност за Швајцарија и се обидуваме таа вредност секогаш да ја пресликаме во проектите кои што ги спроведуваме на терен. Токму затоа ми е мощно драго, иако морам да кажам дека на почетокот бев скептик кога ми кажаа дека сакаат да инвестираат во скейт парк во Кавадарци. Мощно ми е драго што сега на терен можам да видам дека навистина се користи од младите лица во градот. Тие се како што гледате, игралиштето е преполно со ентузијасти и се надевам дека во иднина и другите општини ќе го следат овој добар пример, бидејќи здравието на младите луѓе, спортот треба да бидат пример на одговорност на нашето општество. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.